Минатата сабота ја спомнавме повторно Самарјанката и незиното сведоштво и тоа што Господ преку незиното сведоштво постигнал. А вечерва, веројатно, можна е да бидам краток, но се надам дека ќе биде впечатливо ова што ќе го кажеме. Која е според вас најсилното сведоштво што може да го дадеме? Токму така. Ке прочитаме неколку цитати на почетокот. Првиот цитат се наоѓа во Дела апостолски, 507 страна, оригинал. Вели вака цитатот: во својот живот, се однесува на Павле, овие два цитата барем се однесуваат на Павле. Во својот живот Павле со личен пример ги потврдувал вистините што ги проповедал. И во тоа лежала неговата сила. Во што лежала неговата сила? Во тоа што вистините што ги проповедал ги потврдувал со својот личен живот. Сега понатаму вели цитатот дека се тоа му помогнало многу што. Вели, неговото срце било проникнато со длабоко и силно чувство на одговорност и тој работел тесно поврзан со оној кој е извор на правда, на милост и вистина. Цврсто се придржувал кон Христовиот крст како единствена надеж и гаранција за успех. Како што самиот вели, нека ќе го проповеда Христа и тоа Христа распнатиот. Тоа била гаранција, единствена надеж негова и гаранција за успех. Љубовта кон Спасителот била бесмртен мотив кој го крепел да издржи во сите своји судири со самиот себе си и во борбата против злото во Христовата служба, доека одел напред, иако светот не му бил наклонет и непријателот постојано му се противел. Знаеме Павле ни што се поминал. Значи се држал до Христа, се држал до крстот, имал длабоко и силно чувство на одговорност, работел во тесна поврзаност со Господа и она што е најважно, што го истакнавме, е дека со својот личен пример ги потврдувал вистините што ги проповедал и во тоа било силата на неговото проповедање. Еве еден сличен цитат од истата книга, 511 страна. Павле носел со себе небесна атмосфера. Сите кои доаѓале во допир со него го чувствувале влијанието на неговата поврзаност со Христа. Вистините што ги проповедал ги потврдувал и со личен пример во секојдневниот живот. Факт кој на неговото проповедање му давал сила на убедливост. Во ова се крие силата на вистината. Значи, ще еднаш овој дел. Вистините што ги проповедал ги потврдувал и со личен пример во секојдневниот живот. Факт кој на неговото проповедање му давал сила на убедливост. Во ова се крие силата на вистината. Понатаму цитатот вели: природното и спонтано влијание на светиот живот, за кое често не сме ни свесни, представува најубедлива проповед во корист на христијанството. Значи, едноставниот живот, чесен, христијански живот, представува најубедлива проповед во корист на христијанството. Ако се сеќавате од петокот, еден дел што прочита Ивана, стоеше дека ако работиме нечесно, тоа сме лажни сведоци. А овде вели, значи оно природно и спонтано влијание на светиот живот, за кое често не сме ни свесни, представува најубедлива проповед во корист на христијанството. Ако се сеќавате, Марија Магдалена ја одржала една од најсилните проповеди без да изговори ниту еден збор. Она вечер или ден, како било во домот на Симона Лепрозниот. Да, аргументите дури и кога наполно се непобитни,
можат да предизвикаат само противење. Но побожниот пример има сила на која никој не може во целост да ја се спротивстави. Значи, да, може би на аргументите некој ќе одговори со контрааргументи. Меѓутоа, оној побожен пример, оној тивок, чесен, спонтан, природен, значи, христијански живот, всушност, нема сила која што може во целост да му се спротистави. И навистина е така. Јас порано сум велел, ние можеме да излеземе и да проповедаме силно онака со нашите доктрини, но дури и не мора да проповедаме, само ако направиме некој добро дело, тогаш срцата човечки многу повеќе бидат отворени за влијанието на Духот Свети. Јован 7:46, ова е случајот за време на празникот Сеници, кога Исус као нема да оди, па отишол тајно на празникот и влегол во храмот да проповеда. И му пратиле фарисеите служители кои што требало да го фатат на збор и така натаму. Знаете што им било целта, цело време да го осудат за нешто, но не ја постигнале својата цел. Овие служители кои отишле и го слушнале неговото проповедање, значи во Јован 7:46, кога се враќаат назад и фарисеите им велат: што направивте? Со други зборови, овие велат: никој никогаш не зборувал така, како што говори овој човек, бил нивниот одговор. Во што била силината на Христовото проповедање? Или во Лука 4:32 слично вели: и се восхитуваа на неговата наука, зашто неговото слово беше силно. Каде била силата во Христовото проповедање? Знаеме дека ни тој не е обратил, така да кажеме, нешто многу луѓе, самиот Христос, меѓутоа неговото проповедање имало силна привлечност. Што е тоа што највеќе ги привлекувало луѓето? Ја што вели еден малку подолг цитат од Здравје и среќа книгата. Повторно тоа, во тивкиот, доследен живот на вистинскиот христијанин постои елоквентност, поголема од онаа на зборовите. Она што човекот има поголемо влијание од она што го зборува. Пак ќе кажеме, Марија Магдалена ми доаѓа. Значи, иако има примери, тоа е примерот и со Исус овде, ова е коментарот на баш на тоа негово проповедање. Вели: служителите што биле испратени кај Христа се вратиле со извештај дека никогаш човек не зборувал како што зборува тој. Се вели Елен Вајд: причината за тоа е што никогаш човек не живеел како што живеел тој. Од таму била и неговата сила. Значи, едно со друго се подкрепувало, како што го читавме тој во случајот на Павле. Кога неговиот живот би бил поинаков, значи, кога не би го живеел тоа што го зборувал, тој не би можел да зборува како што зборувал. Нити пак имал влијание како што имал влијание. Неговите зборови имале голема моќ на убедување, бидејќи доаѓале од чисто и свето срце, полно со љубов и сочувство, добродушност и вистина. Понатаму цитатот вели: нашето влијание врз другите е одредено од нашиот карактер и искуство. За да ги убедиме другите во силата на Христовата благодат, ние мораме да ја познаваме таа сила во нашите срца и животи. Како што кажавме, нели, во случајот на Самарјанката, за да ние бидеме извори на жива вода, треба најнапред ние првин да сме ја примеле таа жива вода, или да сме го почувствувале тоа силата на Евангелието, кое што е за спасение на секој кој што верува. И потоа да можеме да делуваме и на срцата и животите на другите. Евангелието за спасение на душите, што ние го представуваме, мора да биде Евангелие според кое е спасена нашата душа. Инаку не би било автентично сето тоа.
Нашето влијание може да се почувствува во скептичниот свет единствено ако имаме жива вера во Христа како личен спасител. Ако сакаме да ги одвлечеме грешниците од брзаците што течат кон пропаст, нашите стапала мора да бидат цврсто поставени на карпата Исуса Христа. Не можеме, ако сме ние во самите брзаци, да ги извлечеме другите. Ние мораме да бидеме на карпата. Сега последниот дел од цитатот вели: обележие на христијанството не е некој надворешен знак, ниту носењето крст или круна, туку она што ја открива заедницата на човекот со Бога. Светот треба да биде убеден дека Бог го испратил својот син да не спаси преку силата на неговата благодат, која се огледува во преобразувањето на карактерот. И сега внимавајте, ништо не може толку да влијае на човечката душа како еден несебичен живот. Најсилниот аргумент во полза на Евангелието е љубезниот христијанин исполнет со љубов. Тоа е, значи, личниот живот, личната поврзаност со Христа, патем и самите апостоли, зашто ги нарекли христијани во Антиохија првпат? Затоа што едноставно како да го гледале Христа кога ги гледале нив. Тоа не можело да се сокрие. Цитатот Копнежот, ова е исто многу впечатлив цитат за мене, застрашувачки дури. Овде, меѓу редови, еве, гледајте и слушајте, може би се крие и одговорот, значи јас тоа ќе го, на крајот ќе го оставам само како под знак прашалник, не можем да давам одговор, меѓутоа, зашто може би нашето влијание не е толку силно во светот, зашто може би немаме такви резултати како што имала таа апостолска црква. Тука може би се крие одговорот на некои од тие прашања. Вели, мнозина тврдат дека се христијани едноставно затоа што прифатиле некои основни теолошки начела. Меѓутоа, тие не ја вовеле вистината во секојдневниот живот. Не поверувале во неа и не ја засакале. Сегавате во второ Солуњаните, втора глава, мислам, беше 10 стих тука некаде. Да, за силата на измамата. Силата на измамата ќе има толкова сила колку што врз оние врз кои што не ја примиле љубовта на вистината. Значи, не ја засакале вистината. Може да има теоретски, меѓутоа не поверувале во неа и не ја засакале, па затоа не ги примиле силата и благодата што произлегуваат од посветувањето со вистината. Сега внимавајте. Ова е застрашувачко дури. Луѓето можат да тврдат дека веруваат во вистината, но ако тоа не ги прави искрени, љубезни, трпеливи и умни, и може да редиме сега, тогаш тоа е проклество за оние што ја поседуваат, а преку нивното влијание тоа е проклество и за светот. Значи, место да стане благослов, вистината може да стане проклество прво за нас, а потоа и за оние на кои што преку нивното влијание вели, тоа е проклество и за светот, на тие околу нас, со кои што имаме контакт. И место успех ќе добиеме нешто друго, што малку подоцна ќе очитаме во Римјаните, во втората глава, меѓутоа тоа при крај. И имаме уште еден цитат од Review and Herald. Вакви цитати веројатно има многу повеќе, меѓутоа тоа што успев да го најдам, тоа е тоа. Елен Вајт во Review and Herald на 23. април 1908 година го запишала следново. Значи, 1908 година Елен Вајт вели вака: потешко е да се допре до срцата на луѓето денес, тогаш, 1908, отколку пред 20 години. Колку е потешко па денеска, во 21. век. Може би се изнесени најубедливи аргументи, а сепак се чини дека грешниците се далеко од спасение како и секојаш. И вели, свештениците не треба да проповедаат проповед по проповед само на доктринарни теми. Практичната побожност треба да најде место во секој говор, вели Елен Вајт.
Review and Herald, 1908. Значи, не е лесно, факт е дека не е лесно да се допре до срцата на луѓето. Меѓутоа, како мислиме да допреме до срцето на луѓето ако не ја живееме вистината? Значи, луѓето не се глупави. Елен Вајд на многу места вели, може би тоа е случај, јас пак ќе кажам, ова како знак прашалник, дека времето е такво, или ќе дојде време, или не знам како велеше, Јани, ако се сеќаваш ќе ме поправиш, што Господ не носи луѓе во црквата заради тоа што оние кои што некојаш се биле обратени отпаднале, или пак некои се полуобратени и затоа Господ и нарочито не носи луѓе во црквата за да не се разочараат тие што ќе дојдат од тие, да, што седат во црква. Видете што вели во Римјаните 2 глава од 17 стих. Ке читам. Сега ова Павле тука поставува прашања. Ја велам, ќе остане на прашање. Значи, преку цитатите видовме што е она што највеќе може да ги осведочи луѓето. Исто еден друг цитат, сега ми текнува, вели Елен Вајд, луѓето нема да се обратат од она што се проповеда од катедрата, туку од она што црквата го живее. Значи, црквата го живее. Не само проповедникот. Проповедникот е еден, многу битен, меѓутоа и црквата, сите. Последното од кај вратата. Седумнаести стих. Ако ти кој се нарекуваш јудеец, се подпираш на законот, денеска имавме живење според законот, иако да, добро, пукат и тоа факеше, иако нели тука беа и оние закончиња, подзакончиња, како да кажем, за да ни се надроби, значи ние сакаме некојаш да ни се надроби толку во детали за да сватиме што значи, да речеме, првата заповед, или не кради, не лажи. Читате Патриарси и пророци, па тоа и беше од петокот посочено да се чита таа глава од Патриарси и пророци, каде што Елен Вајд поопширно објаснува ги објаснува сите 10 заповеди. Што се опфаќаат тие. Значи, ние сме такви, во таква природа на нас треба да ни се надроби се комплет што значи не лажи, што значи не кради, не прави прелюбе и така натаму и така натаму. И овде вели, ако ти кој што се нарекуваш јудеец се подпираш на законот и се фалиш со Бога. Знаете, да спомнам пак, Господ го избрал израелскиот народ да го направи посебен народ, свет народ, затоа му го дал и законот, ама ќе биде свет и посебен ако се придржува кон законот. Ако не, го имаме нешто сосема спротивно, тоа што и го гледаме кај израелците во нивната историја. Значи, ако ти кој што се нарекуваш јудеец, се подпираш на законот и се фалиш со Бога, ја знаеш неговата волја, значи еве ги предностите на јудеецот, на Божиот човек, предходно зборува за и првата глава и почетокот втората глава за незнабожците, меѓутоа сега се свртува кон Божиот народ и вели, ти го имаш законот, се подпираш на законот, се фалиш со Бога, ја знаеш неговата волја и поучен од законот знаеш да го избереш по доброто. Така е, законот ни кажува што е Божја волја, законот не поучува да го избереме по доброто и си уверен дека си водач на слепци, светлина на оние кои што се во темнина, воспитувач на неразумните, учител на младите, зашто имаш во законот олицетворување на знаењето и вистината. Значи, многу големи предности. И така ти, кој го учиш другиот, нели си учиш и самиот себе? Знак прашалник. Ти кој проповедаш да не се краде, крадеш ли? Знак прашалник. Крадеме ли, драги браќи и сестри? Прашање за секоја, нели? Епа, и Адам и Ева малку сгрешиле.
Не било тоа многу. Ти кој зборуваш да не се прави прелюба, не вршиш ли прелюба? Ти кој што се гнашиш од идолите, ги ограбуваш ли нивите храмови? Тоа го правили израелците. За чудо. И ова бракот си го претворили у... мислам, разводот си го озакониле како нешто најобично за секакви работи. Ти кој што, сега тука може да редиме, ти кој што проповедаш да не се лаже, лажеш ли? Ти кој што ги учиш другите да не лажат, лажеш ли? И потоа се чудиме зашто не можеме да ги осведочиме луѓето. При тоа, да. Не сакам ја да спомнувам со какви се луѓе сум си имал работа, откако сум адвентист. Кај застанавме 23. Ти кој што се фалиш со законот, го обесчествуваш ли Бога со престапување на законот? Општо. Сега да не ги реди Павле тука сите. Се краде, се лаже, се прави прелюба, се ова, се она. А треба да бидеме за пример. Треба ние да бидеме посебен народ. Треба луѓето да видат во нас посебен народ. И што вели резултатот? Па заради вас се хули Божјето име меѓу народите, како што е напишено. Ова е земено од тамо, некај беше од Езекијел, не знам беше. Заради вас се обесчестува Божјето име. Место да се прослави, вие кои што имате толку предности, вие кои што свесни сте, знаеме, ние, ајде сега да не испадне вие, ние, јас сум во тие, нормално, знаеме дека нашиот живот треба да биде најголемо сведоштво за луѓето. И сега, ако има вакви работи меѓу нас, па што се чудиме, што не можеме да го сведочиме светот? Заради вас, вели, се хули Божјето име меѓу народите, како што е напишено. И сега, ајде, може би надолу да читаме, вели, секако обрезанието е полезно, ли би рекол, крштевањето е полезно? Да, треба секој христијанин, кој што го признава Христа за свој спасител, еден ден и да го направи тој чин, јавно да признае, да се крсти. Ама ако вика го исполнува законот, но ако си престапник на законот, твоето обрезание станува необрезание. Што фајде од тоа? И така, ако необрезаниот ги пази прописите на законот, сега вели, тој необрезаниот тама ако ги пази прописите на законот, затоа малку зборува и во првиот дел од втора глава, добро, нема ли неговото необрезание да му биде сметано како обрезание? И така, оној кој не е телесно обрезан, а го исполнува законот, ќе ти суди тебе, кој си престапник на законот и покрај тоа што го имаш словото на законот и обрезанието. Зашто не е јудеец оној кој што тоа е надворешно, ниту е вистинско обрезание она што е надворешно врз телото. Туку јудеец е оној кој е тоа во внатрешноста, а вистинското обрезание на срцето е по дух, а не по буква. Неговата пофалба не е од луѓето, а е од Бога. Не знам што да додам на ова. Мислам дека се е кажано. Значи, слава на Бога ни е открил вистината. Слава на Бога ја имаме вистината. Ние како црква ја имаме вистината. Но она каде што мора да се признаеме сме слаби е дали ја живееме вистина, дали живееме според законот, дали ние сме навистина примери за овој свет. Или значи да бидеш свет народ, да бидеш посебен народ, тоа ќе се забележи. Тоа како христијаните во првиот век било забележително. И тоа како? Зошто тоа не се забележува од луѓето? Сега ќе кажам, ова е само една причина, можеби една голема причина, не велам дека е единствена и дали е, тоа е знак прашалник сега, еве како што кажав, за секого од нас поединечно. Меѓутоа, глобално зборено, јас мислам и верувам дека тоа е една од причините, барем од некое мое лично искуство. Сега точно е
често пати велиме да, Адвентишка црква постигнува успеси во сферата на проповедање на Евангелието, меѓутоа, да, и тоа треба се прашаме на каден, на кои простори, на кои места е, како што денеска го гледавме искуството, по некои племиња таму во Африка, каде што, па и самата Библија тоа го кажува дека и така ќе биде, тие многу повеќе ќе прифаќаат. И жалосно е што поинтелигентниот народ, како да кажам, поразвиениот свет не го прифаќа она што бесплатно Господ го нуди, но пак треба да се запрашаме, значи дали можеби ние не сме причината за целата таа состојба. Затоа треба, како што минатијата поука ја имавме, она огледало често пати да стои пред нас и да се огледуваме. Мора да се научиме да бидеме самокритични пред се, да се самоиспитуваме, а не да го користиме огледалото како ретровизор или не знам како што друго. Законот не спасува, меѓутоа законот многу што кажува за нашите животи. Нека Господ ни помогне да бидеме вистински светила на овој свет. Самиот Господ рекол, Исус рекол, јас сум светлината на светот, ама потоа во една друга прилика вели за црквата. Вие сте светлина на светот. Видовме од претходно од цитатите што ги читавме на кој начин највеќе можеме да светлиме, да го молиме Бога, да бидеме вистински примери како што бил тоа Павле, како што бил тоа Исус, како што биле тоа раните, првите христијани. Тој наш живот да сведочи највеќе за христијанството, за Евангелието, за тоа дека сме блиски со Христа. Да повторам, оној цитат вели, она што човекот има поголемо влијание од она што го зборува. Нека биде тоа така во нашите животи. Амин.